Прашањето за денес доаѓа од долна црта cookingso.k и прашува како на природен начин да се покачи естрогенот кој е намален после 3 месеци калориски дефицит. Како да се покачи? Многу едноставно. Прво, најчесто екстремниот калориски дефицит знае да направи овакви проблеми. Јас го имам видено кај мојата сестра, кај некого можеби се случува естроген да се намали, кај некој друг хормонален дисбаланс, кај трета девојка може да се прекине во целост циклусот и доколку се работи можеби за 3 месеци калориски дефицит после кои се појавиле проблеми со естрогенот и си ги детектирала можеби уште на самиот почеток, тогаш воопшто не е страшно затоа што може бргу да се вратиш на добар начин исхрана и да го регулираш сето тоа. Истото се работи и со прекид на циклусот, доколку се работи за само детекција дека овој месец не добив циклус и се вратиш на добар, односно на стариот начин на исхрана, или за мене добар начин на исхрана представува појадок во првиот пола сат, оброци на 3-4 часа и пиење на вода и на тој начин обезбедуваш доволно хранлива вредност, најверојатно ќе се среди и брзо. Но доколку оставиш тоа да потрае и понатаму си упорна во тоа да намалиш килажа и да одиш во прволиниски голем калориски дефицит, тогаш има шанси за никогаш да не го вратиш. И овој проблем со хормоните не е ништо ново. И особено се јавува кај диети кои што имаат доста гладување или кај диети кои што одат со калориски дефицит праволиниски секој ден и тоа се повторува повеќе од еден месец. Затоа што кога имаш калориски дефицит, веројатноста е дека најверојатно тие калории од некаде се кратат. Многу често некои од тие калории ќе се скратат од есенцијални аминокиселини, од есенцијални можеби масти. И при тоа, кога се крати на такви важни хранливи вредности, настанува дефицит на градежен материјал во телото. И кога има дефицит на градежен материјал во телото, не може да се создаваат и хормоните, затоа што ако хормоните ги гледаш хемиски, тие се составени у најголем дел од протеини, односно од аминокиселини. И кога нема доволно градежен материјал, особено на оние 9 есенцијални аминокиселини кои што мора да се внесуваат од надвор, телото не може да ги создаде, у тој случај веројатноста е голема дека ќе се појави таков проблем. Затоа нема простор за паника, ако е се уште тоа тазе, е новина, само воспостави добар начин на исхрана, не оди со голем калориски дефицит, дури ако низ некој од епизодиве претходно зборувам конкретно за тоа како да ги најдеш твоите калориски потреби доколку не сакаш да доаѓаш на ваги, на анализи и така натаму. И зборувам исто и во една епизода наназад 2-3 за тоа кои се сите варијанти и опции на калориски дефицит и како може да правиш ротации и циклуси за да не е онака праволиниски секој ден ја кратам на калории во денот. Така да, мојот одговор е дека дефинитивно треба да си воспоставиш добар начин на исхрана кој што ќе создава и ќе носи доволно градежен материјал. Тоа е одговорот и нема простор за паника ако е кратко време.